Хеленистичката епоха настапила од смртта на Александар Македонски и Аристотел, 322 година пред нашата ера, се до настапувањето на новиот век и врвот на римската култура. Аристотел од самото дејство го воспитувал и учел Александар, син на царот Филип Македонски. За хеленистичката епоха карактеристична е раздвиженоста на луѓето, нови сознанија, техники и технологии, општата поврзаност меѓу народите, ширењето на масовната култура. Во хеленистичката епоха се појавија повеќе филозофски школи, како скептицизам, епикурејство, стоици, кинеци. Скептицизмот се одликува со несигурност во сознанието или во вредностите кои се предлагаат. Идеите кои ги развиваше епикурејството беа етиката на уживање и психологијата. Најголемото блаженство за Епикур, основачот на епикурејството, е атараксија, непоматеност на духот, а се постигнува со ослободување од стравовите и влијанијата од надворешниот свет. Најважниот дел на стоичката философија е да се живее сообразно со разумот, со постојано себе усовршување. Пречка за достигнување блаженство се афектите, прекумерни страсти, стравови, кои со силна волја може да се остранат, а тоа се нарекува апатија, состојба на немање силни негативни страсти. Еклектици во философијата биле така да речените одбирачи, оние кои од разни филозофски погледи го земале она што им се допаѓа и го соединувале во една целост, која немала духовна доследност.